Наташа Јовановска го има реткото заболување хередитарен ангиоедем. Болеста се манифестира со отоци на различни делови од телото, кои можат да бидат и смртоносни. Нападите се болни и непријатни доколку се јават во стомакот. Болеста е генетски наследна, ја има нејзината внука. ХА е заболување за кое во Македонија нема терапија. Во светот е достапна веќе 30 години, а ја има и во некои земји од нашето соседство. Во Македонија има 17 диагностицирани пациенти. Се претпоставува дека бројката е поголема, зашто има луѓе кои ја имаат болеста, но не се свесни за тоа. Во просек на 2 милиони жители има 50 заболени. За сега пациентите лекарствата си ги обезбедуваат приватно од други земји. Колку чини? Па една вијала чини 600 евра и народски кажано држи вода 3 дена. Значи кога вас ќе ви се случи оток, треба да земете вијала што ви кошта 600 евра и после 3 дена може повторно да ви се случи оток. Значи не е ефтина терапијата и навистина тешко им паѓа на пациентите, тешко се справуваме. Некои од нас работат по 2 до 3 работи за да можеме да си го набавиме лекот, посебно и за нашите деца, бидејќи ова е генетско заболување кое може да биде и наследно. Дел од децата меѓу нас го имаат наследено. Во Македонија има 2 диагностицирани деца. Има различни претпоставки. Тригер може да биде стрес, може да бидат сега претпоставуваат некои видови храна, посебно глутенот, се повеќе го спомнуваат дека може да ја предизвика. Кај жените може да се случи во менструалниот циклус, така. Меѓутоа сигурни податоци што точно ја предизвикува напад нема. Па за сега на хартија се води грижа за тоа што постои таква програма за ретки болести, меѓутоа тоа е се на хартија. За сега во Македонија се покриени од државата 3 пациенти, 3 дечиња всушност, додека другите има околу 50 на пациенти со ретки болести до сега диагностицирани, не се покриени на никаков начин и луѓето се снаоѓаат како знаат и умеат. Па лекот за сега не е ни достапен, ни рефундиран. Значи го нема во Македонија да се набави. Се работи за C1 инхибитор и треба да се набави од други земји. Ние конкретно од Бугарија го набавуваме. А зошто нема, тоа можеби ќе треба да прашате други инстанции. За сега правиме напори, здравствените власти се запознаени со проблемот, се надеваме дека наскоро ќе имаат слух да ни излезат во пресрет и да ни помогнат. Меѓутоа се останува да видиме, нели? Ние сме упорни, не се откажуваме, па ќе видиме. Професор доктор Весна Гривчева-Пановска објаснува дека болеста е наследна, но некогаш се појавува и за прв пат. Се диагностицира со лабораториски испитувања. Настанува заради недостиг на крвниот протеин C1 инхибитор. Лекувањето е можно успешно ако се набави лекот. Тогаш пациентите може да имаат квалитетен живот. Пациентите откога ќе примат лек, еден стомачен напад кој потенцијално може да биде смртоносен се разрешува комплетно за 12 до 20 минути. После тоа се пациентите комплетно способни да продолжат со својата работа и ако го имаат при себе лекот, дури никој не мора ни да разбере дека нешто се случувало. Тоа е во Германија случај, има доза со себе, ќе почувствуваат дека тие си ги знаат знаците дека нешто ќе се појави, ќе се боцнат и самите се извежбани, кратка пауза и после тоа како ништо никогаш да не се случи. Болеста е генетска, со тоа се раѓаат, со тоа се умираат. Борбата е од тоа да не умрат. Да умрат со тоа, но не од тоа, ако веќе зборуваме за смрт. Јас повеќе би сакала да зборувам за живот како лекар. Како квалитет на живот имаат тие луѓе? Кога има лекови, извонреден. Кога нема лекови, сите се измачуваат. Значи, кога има лек, ви кажам, подобар од диабетот, затоа што диабетичарите секој ден мораат да се боцкаат 2 пати, а овие пациенти на ист принцип може да имаат дома лек при себе, да се боцнат само кога има напад. Тоа може да биде еднаш неделно, еднаш месечно, непредвидливи се. Сдруженијето на пациенти ХА Македонија во Тетово го реализираше 600 од вкупно 7 предвидени предавања во рамките на едукативниот ХА Карван во 7 градови во земјава. Целта на оваа иницијатива е поинтензивно едуцирање на лекарите, за да може да ја препознаат ретката болест. Предавањата се очекува да помогнат во зголемување на јавната свест за болеста, а со тоа идентификација на потенцијални нови пациенти, со што би се овозможило нивно вмрежување во здруженијето. Целта е лобирање за обезбедување достапни лекови за болеста и во Македонија.